Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Мозок и меморија. Својството на живиот ум се состои во тоа што нему му е потребно само малку за да види и да слушне, а потоа долго да размислува и многу нешта да свати. Џордано Бруно. Единственото нешто што не познава граници од сето она што му е дадено на човекот е неговиот мозок. Споредено со периодот од настанокот на светот, човештвото и науката последните 100 години напредуваат со огромна брзина. Во одредени области е достигнат максимумот за она што може да се дозна и да се открие, но не било секогаш така. Во некои други подрачја уште долго нема да може да се дојде до крајот и покрај огромните напори вложени за испитување. Причината за тоа лежи во бесконечноста на бројот на комбинациите што може да се направат. Трите најфасцинантни области во моментов што имаат безброј комбинации и се бесконечни се хемијата, вселената и човековиот мозок. Хемијата има бесконечен број комбинации на елементи и секојдневно се раѓаат нови, понекогаш само со промена на еден единствен атом. Таа бесконечност најсликовито ја прикажува нанотехнологијата. Оваа наука го вчудовиде светот, па сега сите развиени земји трагаат по нови откритија. Вселената, поради незината бесконечност, се уште е недопрена. Со оглед на тоа колку малку знаеме за неа, таа представува збир на тајни што ќе останат за секогаш неоткриени. Ова произлегува од едноставноста на логичкиот закон дека сончевиот систем, каде што се наоѓаме, има 8 планети, а нашата галаксија има бесконечен број звезди. Тоа е толку фасцинантно, што ако започнете да размислувате за тоа, ќе ја почувствувате бесконечноста. Во нашата вселена постојат бесконечно многу галаксии и нивната бројка се уште не е дефинирана. Човековиот мозок е најсилното и најмоќното нешто пред кое со стравопочит треба да застане целото човештво. Ако на универзалната интелигенција како највозвишен Бог и е даден универзумот како бесконечен, на човековото битие му е даден мозокот. Исто како што во хемијата имаме бесконечност во комбинирањето на атоми со помош на нанотехнологијата, така во нанодианетиката имаме бесконечен број на комбинации со мислите. Патувајќи по патот на бесконечноста, откриваме дека во човековиот мозок е сконцентрирана најмоќната сила што е присутна во секој од нас. Например, ниту еден од останатите видови живи суштества не може да комуницира меѓу себе на толку лесен и едноставен начин. Сето она што го гледаме денес, без разлика каде и да погледнеме, всушност е креација и последица на идеите од човековиот мозок. Сето ова што не обкружува, се што постигнало човештвото досега, е започнато со импулсот од некаква мисла во нечиј мозок. Секоја идеја поттикната со акција е проследена со реакција. Секоја клетка е посебна планета поврзана во системот на целовитост. Задачата на секоја нервна клетка е меморирање и чување информации, а со незиното умирање информацијата во целост се зачувува благодарение на зголемениот број врски, синапси кај околните нервни клетки, а тоа е познато како пластичност на нервниот систем. Запишувањето информации започнува уште во утробата на мајката, при што се иницираат некои од сетилата. Таму се случува првата искра и оттаму потекнуваат првите записи. Цвеќињата на знаењето процветуваат во мозокот, цвеќињата на љубовта процветуваат во срцето. Корените на човековото тело и неговата животна енергија се во папокот. Ошо. Снимањето запис секогаш без исклучок се врши веродостојно. Од самиот зачеток на човекот, мозокот ги запишува сите информации. Сето она што сетилните органи ќе го забележат, се што очите ќе видат, ушите ќе слушнат и така натаму.
Тој дел од мозокот е задолжен само за снимање и складирање на податоците и ништо друго не го интересира. Информациите што овој центар ги зачувува изнесуваат околу 1 милион дневно и се запишуваат на лентата на меморија, поточно се носат во посебни банки, се архивираат изворно и се чуваат целосно до крајот на животот. Мозокот е најкомплексна структура во универзумот. Неговата просечна маса од 1,4 килограми содржи над 100 милиарди клетки поврзани со 25 до 30 милиарди неврони, нервни ќелии, во кои се вградени милиарди протеински молекули. Тој е задолжен за милиони рецептори, за болка, за допир, за температура и се останато што се случува околу нас. За нормално функционирање на мозокот неопходна е доволна количина незаситени масни киселини. Основен извор на тие киселини се лененото, сонџогледовото и маслиновото масло, како и маслото од пченични николци, а од минералите фосфор, сулфур, бакар, цинк, калциум, железо и магнезиум. Мозокот, поточно неговиот несвесен дел подсвеста, има огромна моќ да донесува заклучоци според сеќавањата, перцепциите и визуелизацијата, и истите ги користи за донесување други заклучоци. Ова е сликата на разумен човек. Неразумноста е неспособност да се добијат точни одговори од добиените податоци. Подсвеста е таа што целосно е неспособна за грешка, бидејќи само ги пресметува решенијата на проблемите. Човековиот ум има постојана задача да изнаоѓа решенија за голем број проблеми, земајќи ги во обработка информациите од стекнатото искуство. Мозокот има моќ постојано да создава идеи и да се надградува, по потреба да отпатува во минатото и во иднината, да земе информации што му се потребни и многу јасно да ги презентира. Мозокот постои, мисли и осознава се околу себе за да може да ни овозможи пристап до информациите кога и да го побараме тоа од него. Секоја информација мозокот може повторно да ја запишува во идентични копии, па дури и да ја надополнува, ако во меѓувреме сме дошле до некој нов податок во врска со неа. Една информација може да ја бараме и да ја користиме безброј пати и секој нареден пат ќе биде презапишана како нова, надополнета со сите пропратни мисли од моментот кога сме помислиле на неа. Тогаш интервенира подсвеста и таа ги дава сите расположливи информации за различноста на проблемот, кој ги црпи од центрите за меморија, меѓу кои најважен е хипокампусот, морско коњче. Во тој момент се создава хемија од бесконечниот број комбинации на мисли и подсвеста со невидена брзина го решава проблемот, без разлика каков и да е и колку е сериозен. Ова лесно се докажува преку хипноза. Доколку некого хипнотизирате и го вратите 10-20 години наназад, тој изворно ќе ви каже што, каде и како се случило, проследено со силината на емоциите што ги меморирал неговиот мозок во тој момент. Информацијата е оригинална, со боја, звук, мирис, точно онака како што е доживеана. Од ова следува заклучокот дека на располагање имаме безброј информации секогаш и секаде. Ако пак на ова го додадеме организираното планирање со визуелизација, тогаш успехот е неизбежен. Запишувањето информации во мозокот се одвива постојано, од раѓањето до смртта, и токму поради тоа ги меморира информациите и додека спиеме, додека сме во безсознание или амнезија или во која и да сме состојба. Дури во такви услови, одредени сетила продолжуваат да функционираат најнормално, како на пример функционирањето на желудникот, жлездите и така натаму. Тој е презафатен со сите наши барања, со цел да ги исполни со најголема точност. Токму затоа, сите невозможни работи се возможни за мозокот. За да се ослободи од нешто, мозокот користи извежбани модели кои организмот ги употребува со секој дневните повторување на исти активности, како што се зборувањето, одењето, трчањето и така натаму. Тој има регулатор на научени модели за изведба на тие активности.
Тоа се нарекува навика или рефлекс. Ретко се јавува потреба тие да бидат променети. Најчесто тоа се случува при физички повреди или кога недостасуваат делови од телото, например екстремитетите. Доколку се појави таква ситуација, по пат на вежбање во мускулите се создаваат нови модели и тие може да се вметнат за подобрување на старите со многу мал физички или мисловен напор. Мозокот е создаден да може да решава секакви проблеми со помош на креативност и конструктивност, па дури и да се служи со деструктивност доколку се покаже потреба од тоа. Мозокот се грижи за сите витални функции во организмот, независно од тоа дали човекот е свесен, буден, дали спие или се наоѓа во кома, дали има амнезија и така натаму. Како што секоја клетка се грижи за опстанок во организмот, така мозокот се грижи за опстанок на целиот организам, за правилната функција на сите органи и задржувањето на својствата на секоја клетка. Секој миг умираат илјадници клетки и се создаваат нови. Ние дури и не сме свесни за енергијата што ја поседуваме и за регенерацијата што се одвива секоја секунда во нас. Но сепак, сите информации што ги носат мозочните клетки и ДНК во клетките на телото остануваат сочувани изворно, се меморираат и се оставаат во наследство. Секоја желба и секоја мисла се издлабени во мозокот на човекот, зашто желбите и мислите своето потекло го имаат во мозокот, од каде што заминуваат во деловите на телото, каде што и завршуваат. Затоа секоја мисла што постои во умот на човекот се наоѓа и во неговиот мозок, а понатаму и во неговото тело, распоредувајќи се со ред по неговите делови. Така секој човек си го запишува својот живот во своето тело и така ангелите го откриваат неговиот животопис во неговата структура. Сведенборг. Со самото наше создавање имаме целосно и неотугиво право на владење со нашиот мозок. Факт е дека нашите собствени мисли се незнаени за останатиот свет, освен ако ние не одлучиме поинаку. За нас е најважен податокот дека ние користиме само 5% од капацитетот на мозокот. Каде се останатите 95% што би сакал да се активираат кај вас? Мозокот ги создава сите добри и лоши работи кај човекот во зависност од неговата состојба, што е тесно поврзано со тоа како е програмиран од мислите. Мозокот создава лоши или добри работи со свесно или несвесно насочување на мислите кон нешто, при што во него се иницира создавање на она за што размислуваме или нешто слично на тоа. Кога помислуваме дека може да се случат некакви проблеми во животот или кога размислуваме за убави работи, го иницираме и го создаваме токму тоа на што се сконцентрирани нашите мисли. При визуелизација, емоциите поттикнати од мислите иницираат создавање слика, која што мозокот ја прифаќа и ја испраќа во потсвеста за да биде реализирана. Во исто време ја испраќа и во целиот систем на телото, подготвувајќи го за тоа што доаѓа. Мозокот никогаш не размислува во идно или во минато време. За него секоја замисла е сегашност што постои. И токму затоа кога нешто помислуваме, тоа и ни се случува, а најбрзо се реализира она што го помислуваме со силни емоции и со јасна визуелизација. Медицината потврдува дека мозокот произведува невропептиди и неврохормони кои се молекули на емоциите создадени по пат на хемија од мислите свесно или несвесно предадени за обработка во мозокот. Неврохормоните ја превземаат информацијата од невропептидите и ја пренесуваат истата низ целото тело. Тоа се случува кога телото реагира со наежување или пак со солзи предизвикани од радост или од тага. Овие молекули медицината ги вбројува во групата посредници молекули заедно со белите крвни зрнца, заштитници. Во понатамошниот тек на студијава, тие ќе бидат нарекувани интелигентни молекули со цел посликовито да се прикаже нивната улога во мисловниот процес.
Користењето на називот интелигентни молекули за невропептидите наедноставно може да се објасни преку споредба со белите крвни зрнца. Тие реагираат секогаш кога е нарушен имунолошкиот систем. Тие се оние што први реагираат за одбрана на организмот од секакви болести и имаат целосна контрола над сите вируси што демнат во секој миг. Армијата од бели крвни зрнца во секој момент му дава извештај на мозокот за состојбата на телото и тој одлучува дали тие ќе започнат да се множат со голема брзина кога ќе се појави потреба за тоа, при напад на вируси и инфекции. Слично како белите крвни зрнца реагираат и невропептидите, но овој пат на вирусите, што доаѓаат од нашите мисли. Ние во зависност од нашите позитивни или негативни мисли предизвикуваме вирус што ги активира и ги размножува овие интелигентни молекули. Тие по потреба веднаш реагираат. Од сето ова што досега беше кажано, најважно е да се запомни дека со помош на невропептидите, мозокот создава нанохемија во телото. Секој човек во мислите секогаш води диалог со самиот себе, но некои луѓе тоа и го озвучуваат и забележуваме како понекогаш разговараат самите со себе. Доктор Дипак Чопра, познат истражувач, во својата книга «Квантно исцелување» ни објаснува како невропептидите постојано го прислушкуваат и го регистрираат разговорот што ние самите со себе го водиме преку нашите мисли и слики што ни се вртат во мозокот. Невропептидите целосно се подчинети на нашите мисли во сегашно време, односно како тоа што го помислуваме веднаш да се случува и реагираат на ист начин како и белите крвни зрнца. Но постои огромна разлика помеѓу нив. Белите крвни зрнца го разликуваат пријателот од непријателот со исклучок на автоимуните заболувања и само кога ќе се создаде непријател, болест, тие се размножуваат со голема брзина. Невропептидите пак исто реагираат и на лоши и на добри мисли, не правејќи разлика помеѓу добро и лошо, помеѓу пријателот и непријателот, мислејќи дека штом вие нешто повикувате, тоа и го барате. Тие размислуваат на тој начин затоа што вие сте врховен командант на вашето тело и мозок и знаат дека вие го правите најдоброто за себе. Со овој систем создателот на светот ја направил таа значајна разлика меѓу луѓето. Затоа ти си само она што размислуваш. Ти си таков какви што се твоите мисли. Умот е се што мислиш, тоа и стануваш. Буда. Независно што и да мислиш, секогаш си во право. Мислиш на несреќи, негативности, болести, богатство, среќа, љубов, радост, здравје и така натаму, па затоа и тоа го добиваш. Се што мислиш, мозокот го прифаќа праволиниски, без воопшто да навлегува во расправија дали ти тоа навистина го сакаш или не. Никогаш до крајот на твоето постоење не заборавај го ова најважно правило во животот. Тоа од секогаш постоело и вечно ќе постои. Совладај го и настојувај истото да се претвори во твоја водечка мисла низ еден нов, поквалитетен начин на живот. Најзабележливиот феномен во биолошкиот универзум е способноста на човековиот ум да учи, да чува податоци и да се досети на информациите што му се потребни. Се што не прави луѓе, јазикот, мислата, знаењето, културата е резултат на таа извонредна способност. Научниците пресметуваат дека во текот на еден просечен животен век човекот користи само 1% од вкупниот потенцијал на својот мозок. Два главни фактори се одговорни за тоа како нашиот мозок се развива. Тој се развива во текот на нашиот животен век, од она што дозволуваме да влезе во него преку нашите сетила и она за што одбираме да размислуваме. Наследните фактори може да имаат улога во умствениот капацитет, но истражувањата покажуваат дека мозокот не е одреден од нашите гени за време на зачнувањето. За ова, Роналд Котулак, добитник на Пулицеровата награда за книгата Inside the Brain, откако интервјуирал 300 истражувачи, напишал:
Никој не предпоставуваше дека мозокот е толку променлив, како што тоа сега науката го откри. Тој не е статичен орган, туку е маса на клеточни врски што постојано се менуваат, врз кои што длабоко влијае искуството. Сепак нашите искуства не се единствените средства за обликување на нашиот мозок. Врз него влијае и нашето размислување. Научниците утврдуваат дека во мозокот кај луѓето кои стануваат умствено активни има 40% повеќе врски меѓу нервните клетки отколку во мозокот кај умствено мрзливите. Токму затоа тие постојано апелираат: користете го вашиот мозок или ќе го изгубите. Многу е поважно како ќе го користите мозокот отколку на кој начин управувате со вашето тело. Неврофизиката може да ја види мислата преку холографска слика како електрицитет што беснее во делови од мозокот во зависност од тоа на што реагира човекот во дадениот момент. Клетките се поврзуваат во идеи преку нервна мрежа формирана од слични мисли. Празнењето на електрицитетот во мозокот е постојано со огромна бројка. Науката потврдува дека не може да се даде прецизна бројка за стапката на празнење на мозокот од електрицитет, но има податоци дека таа бројка изнесува неколку милиарди пати во секунда. Ова е неверојатен одраз на неограничената моќ на нашиот мозок. Секоја информација е меморирана во оригинал и останува во мозокот се додека тој е жив и функционира. Мозокот складира 1 или над 1 милион информации дневно и тоа по 50.000 информации од основните 5 сетила плюс од останатите. Во случај да побараме некоја информација од него, за која и самите не сме свесни дека ја имаме меморирано, тој ќе ги направи сите комбинации од илјадниците поединечни информации со кои располага и ќе ни ги понуди сите можни решенија. Истото тоа би го добиле доколку се поврзат сите компјутери на светот во еден систем. Без разлика што и да побарате, ќе добиете од тој систем, но од компјутерите ќе добиете само програмски решенија што биле претходно вметнати од некого. Впрочем, и денешните компјутери се создадени со некаква мисла во нечии мозок, но компјутерите ни приближно не ја поседуваат моќта за меморирање на се она што се случува околу нив. За среќа, компјутерите и роботите се машини што се измислени од човекот кои само наликуваат на него. Се додека човекот не се претвори во машина што ќе личи на робот, не е страшно. Сите роботи и компјутери функционираат на ист принцип како и човечкиот мозок, но само човекот останува надмоќен и недостижен прототип. Иновациите се најважниот производ на човечкиот креативен ум. Крајната цел е комплетно мајсторство на умот над материјалниот свет и искористување на човечката природа за човечките потреби. Никола Тесла. Човековиот мозок содржи информации за време, простор, енергија и живот, идентично како и универзумот. Мозокот може да се нарече микро, а универзумот макрокосмос. Дури ни моќноста што би ја поседувале сите компјутери на светот, доколку се поврзат во една глобална мрежа, не може да се спореди со моќта што ја поседува човековиот мозок. За ова, Стивен Пинкер, директор на Центарот за когнитивна невронаука при Институтот за технологија во Масачусетс, вели денешниве компјутери, според нивната способност да гледаат, да зборуваат, да се движат или да користат здрав разум, не се ни близу до капацитетот на мозокот на едно 4-годишно дете. Една од причините за тоа се разбира е самата моќ на сметање. И не е случајно што научниците мозокот го нарекуваат најкомплицирана позната структура и најсложена творба во универзумот. За разлика од компјутерите, мозокот е еден флексибилен биолошки механизам или систем што може да се менува според начинот на кој што се употребува или злоупотребува. Мозокот има моќ самиот да се надградува и затоа човекот е супериорен во однос на компјутерскиот систем.
Мозокот сам врши селекција на податоците, зачувувајќи ги важните и отфрлувајќи ги неважните, додека кај компјутерот ние мораме да ги избришеме неважните податоци. Човековиот мозок ја обновува меморијата без внесување програми, за разлика од компјутерот. Затоа се вели дека не е тешко да се научи нешто и да се запомни, туку тешко е да се заборави. 5 основни сетила кај човекот се вид, слух, мирис, вкус и допир. Нивните информации човекот ги прима со помош на сетилните органи – очи, уши, нос, јазик и кожа. На ова треба да додадеме уште многу други информации како што се болка, ритам, кинестезија, органско чувство, емоција и така натаму. Сетилото за мирис ни овозможува да разпознаваме околу 10.000 нијанси на мириси. Во сетилото за вкус има илјадници рецептори што се трудат да ја пренесат информацијата до мозокот. Други пак рецептори на јазикот ни овозможуваат да почувствуваме дали забите ни се чисти. За човекот да може да зборува, соработуваат околу 100 мускули на јазикот, усните, вилицата, грлото и градите, за да произведат безброј гласови. За споредба, една мозочна клетка може да управува со 2000 влакна во мускулниот лист, но мозочните клетки на ларингсот може да се сконцентрираат само на 2 или 3 мускулни влакна. Ова докажува дека мозокот е специјално опремен за комуникација. Ние изговараме околу 14 гласови во секунда, што е 2 пати побрзо од она што може да го контролираме со нашиот јазик, усни, вилица или некои други делови од нашиот говорен механизам, кога ги движиме одвоено. Но кога ќе се соединат сите заедно, нивните движења произведуваат една симфонија со извонредно временско усогласување. Говорот вклучува и нешто повеќе од тоа. Само едно вербално здраво може да пренесе мноштво значења. Тонот на гласот рефлектира дали човекот е среќен, возбуден, дали му е здодевно, дали брза некаде, дали е нервозен, тажен или исплашен, и воедно може да открие извесни степени на таквите емоционални состојби. Дури и најмалите деца, кога ќе проговорат, поставуваат безброј прашања за да го разберат својот свет. Само луѓето поставуваат прашања за смислата на животот, за разлика од целиот останат животински свет. Совршеноста на човековиот мозок ќе продолжи да биде енигма за голем број генерации. Тие уште долго ќе се прашуваат кој е креаторот на човековиот мозок и како успеал да го создаде тоа совршенство човекот.